Имало случаи каде што сексуални работници биле нападнати, кои што ги знам лично, биле прекипани, одејќи во полиција да го пријават случајот, полицијата им викала ајде каменјарки, вие тоа само се го барате. Сексуална работа се занимавам од 2002-2003 година, каде што доброволно, заедно со штивна другарка, избравме таа професија и до ден денеска работам доброволно без никаква присила. Во затворениот круг каде што работам јас, најчесто се соочуваме со психичко малтретирање од страна на клиентите и во однос на тоа неплаќање од страна на клиентите или после завршувањето на дадената услуга, да клиентот сам побара да ги одземе пари. Во просек годишно Стар заедно со партнерските организации документира околу 50 случаеви на прекршување на правата на сексуалните работници. Само во 2021 и во 2022 година од Стар се документирани вкупно 34 случаеви на прекршување на права на сексуалните работници. Повеќето од нив се засновани на родово базирано насилство, семено насилство и насилство од омраза. Поради страв од кај сексуалните работници да превуваат директно кај надлежните институции, тие најчесто бараат заштита и поддршка кај граѓанските организации. Имав колешка која што буквално беше прекипана во нејзиниот стан и кога отиде во болницата место да ја третираат како пациент, ја третираат како криминалец само заради тоа што го открие идентитетот дека е сексуален работник, тој се открие професијата и место да ги гонат сторителите кои што го направи тоа, ја гонеа нејзе врз основ на тоа дека нуди сексуални услуги. И тоа е тоа што ги плаше сексуалните работници, не ги охрабрува да одат да ги пријавуваат случаите на насилство. Доколку некој те препознае дека си сексуален работник, постои опасност од стигма и дискриминација, но исто така постои опасност и од насилство од страна на општа популација, од страна на клиенти, па некогаш тоест во најголема мера имаме стигма и дискриминација од страна на институциите. Имала случаеви каде што сум пријавувала дискриминаторски однос од страна на институциите, но нажалост тоа секогаш завршувало во нечија филка и никогаш не е истерно случајот до крај. Сум имала пријави и до внатрешна контрола, тоест сум пријавувала полицајци кои што се однесувале дискриминаторски стигматизирачки врз мене, да и внатрешната контрола воопшто не реагира на тие поплаки, на тие жалби, едноставно сваќаш дека што и да направиш нема ништо да постигнеш, едноставно само ќе биде тоа, ќе заглавиш во еден лавиринт и ништо повеќе од тоа. Од основањето на Стар па сето денес, во овие 15 години, се бориме за подобрување на правата на сексуалните работници, пред се промена на законите кои што ги санкционираат активностите поврзани со доброволна сексуална работа. Тоа се член 19 од Законот за прекршување на јавниот ред и мир и член 191 од Кривичниот законник на Република Северна Македонија. Оваа година, по повод јубилејното одбележување на маршот на црвените чадори, повторно сакаме да испратиме апел до институциите и општата јавност дека сексуалните работници би можеле да работат во побезбедни услови и да ги уживаат сите бенефиции како и сите други работници во нашата земја, само доколку се декриминализира сексуалната работа.
првична промена, единствена промена е носење, тоест донесување на закон за признавање на сексуалната работа, односно декриминализација на сексуалната работа, каде што ние сексуалните работници ќе имаме подобри услови за работење, ќе бидеме повеќе мотивирани, охрабрени, бидеме да ги пријавуваме случаите на насилство од страна на клиенти и институции и тогаш кога со самиот закон ќе се решаваат проблемите на сексуалните работници. Нема да работиме во услови како што работиме сега, нема да имаме страф од страна дека ќе дојде полиција, дека ќе дојдат клиенти, дека ќе имаме проблем, тогаш ќе можеме да работиме многу последно.